Состојбата на сите пациенти кои се примени во болниците во земјава по трагедијата во Кочани. Министерот за здравство Таравари утрово ги соопшти најновите информации. Колешката Сања Димитровска следеше неговата пресконференција. Ја имаме во овие вести во живо. Сања, кои се најновите информации и каква е состојбата на повредените? На лекување, односно повредени од пожарот во Кочани, кои што се на лекување се 178 пациенти, 77 од нив се во македонските здравствени установи, 101 пациента на лекување во странски медицински центри. Од оние кои што се овде во Македонија, 13 се во приватни болници, додека останатите 64 се на скопските клиники, во хируршката клиника Свети Наум Охридски, во ГОП 8 септември и тројца пациенти од Штип. Она што е добро што го соопшти и министерот Таравари е дека од оние тројца пациенти кои што се во Штип, двајца денеска ќе бидат пуштени на домашно лекување, еден пациент на домашно лекување ќе биде пуштен и од овде од скопските клиники, односно од клиниката за травматологија. Министерот вели дека состојбата на пациентите кои што се овде во нашава земја, меѓутоа и оние кои што се на лекување во странство е стабилна и она што е добро што и по поминати 72 часа немаме ниту еден починат пациент и сите се во стабилна состојба. Споменав дека на лекување во странство се 101 пациент, денеска ќе бидат пратени уште 5 пациенти и тоа на лекување во Каролинска во Шведска и тие ќе бидат последните кои што ќе се праќаат на лекување во странство, па затоа овде предлагам да ја слушнеме изјавата на министерот Таравари. Булгарија 15, Србија 30, Грција 12, Турција 9, Унгарија 6, Австрија 6, Хрватска 5, Словенија 4, Литванија 4, Белгија 4, Италија 4 пациенти, Полска 2 и за денеска ви кажав ќе бидат последните трансфери на пациенти, двајца плюс тројца, значи вкупно 5 пациенти. Уште еднаш ќе повторам, добро е тоа што ги поминавме првите критични 72 часа, ни еден починат, нула починати од тие што ја преживеа кризата, трагедијата. Јас се надевам сите пациенти да закрепнат и полека од идните пресконференции да зборуваме само колку пациенти денеска си одат дома. Исто така, она што го спомена министерот Таравари е дека очекуваат во следниот период и оние пациенти кои што се на лекување во странство, дел од нив да бидат вратени, односно да продолжат со лекување овде во македонските здравствени установи. Имаат информација од некои од странските медицински центри дека утрово и во синоќешните часови дел од пациентите се тргнати од механичка вентилација, односно дишат самостојно без помош на апарат. А за состојбата овде на пациентите кои што се на лекување во македонските здравствени установи, утрово ја имавме изјавата од директорот на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, па предлагам да ја слушнеме изјавата на доктор Настов. Моментално сите 11 пациенти се стабилни. Мислам исто како и во текот на вчерашниот ден, така и во текот на ноќта помината е мирно, без никакви инциденти, моментално се во стабилна состојба. Од овие пациенти не се во толку ризична состојба за да треба да бидат препраќани во странство или постојано се менува таа состојба, кои се информациите, дали некој од нив може би ќе бидат испратени? Значи динамична е работата, особено кај ваков тип на повреди, така да работите може да се менуваат од час во час. Нормално они се под константен мониторинг и се ревалуираат на секој саат буквално. Така да за сега нема потреба од транспорт, но доколку се укаже, спремни сме и ние, и Министерството и владата да се организира транспорт во некој од земјите. Така, на кој одделение се сместени, во кој аспект се третираат? Значи, пациентите се сместени во единицата за интензивно лекување, во шок собен одделот за пластична хирургија, во зависност од состојбата. И како што ви кажав, тоа е динамично. Генерално секој ден се обработуваат хируршки самите рани, односно самите опекотини, така да тоа е, ако денеска се на едно место, утре може да бидат на друго, но битно е дека цело време се мониторира нивната состојба. Инаку на помош на нашите лекари се дојдени и поголем број на странски експерти, специализирани во ова област, и тоа од Словенија, од Чешка и од Израел. Исто така министерот за здравство кажа дека полека ќе се враќа во нормала и оперативниот блок овде на хируршките клиники за да бидат третирани и останатите пациенти кои што имаат останати заболувања. Денеска повторно беше прашан Таравари зошто се влегува кај пациентите и дали се почитуваат сите оние
протоколи, имајќи во предвид дека имаме и полесни, меѓутоа има и пациенти кои што се на интензивна нега. Министерот вели дека работат се според протоколите и дека мора редовно, односно секојдневно да ја следат нивната состојба, па да ја слушнеме изјавата на Таравари. Ги посетуваме пациентите, бидејќи уште еднаш би сакал пред сите вас да кажам, и премиерот, и јас како министер за здравство имаме обврска да одиме да ги видиме пациентите, тие кои што се полесни. Тие кои што се полесни, тие што се со опекотини прв степен, не ни треба друго ништо освен маска. А тие што се во интензивна нега, таму има правила. И кај нас, и во странство, и да сакаме ние, не можеме да влеземе без да бидеме облечени како што треба. Така да, по протоколите. И уште еднаш за крај да повториме дека на лекување има 178 пациенти, 77 се во македонските здравствени установи и според здравствените власти нивната состојба е стабилна. Да, Сања, ти благодарам за сите овие информации. Ја следиме состојбата со повредените. Ќе имаме повеќе детали и во вестите во 16. Беше тоа Сања